Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот отец Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква Раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, меѓу 12 големи христијански празници спаѓа и празникот Успение на Пресвета Богородица, во народот познат уште и како Голема Богородица. Поради големиот култ што го има Мајката Божја меѓу верниците, овој празник се празнува многу свечено и со големи народни собири. Меѓу позначајните празници што македонскиот народ ги празнува со посебно внимание се и неколкуте празници на Пресвета Богородица, мајката на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Поради тоа и повеќе цркви не само низ цела Македонија, туку и надвор од неа го носат нејзиното име. Пораѓањето на нашиот Бог и Спасител, Пресвета Богородица, според преданието се вели дека живеела околу 48 години. Извесен период кај старателот Јосиф, заедно со нејзиниот син, нашиот Бог и Спасител Исус Христос, а по неговото распетие и воскресение кај неговиот ученик и апостол Свети Јован Богослов. За сето тоа време таа била директен сведок на многу важни настани што се од значење на христијанската црква. Кога нашиот Бог и Спасител Исус Христос бил распнат, Богородица стоела покрај крстот и плачела како секоја мајка над судбината на својот син. Од крстот нашиот Бог и Спасител Исус Христос и порачал во иднина да живее кај апостол Јован и да го има за свој син, а нему му порачал да ја има за своја мајка. Светото Евангелие според Јована за ова сведочи, велејки: а Исус штом ја виде мајка си и ученикот, кога го љубеше, како стои и рече на мајка си: жено, ете ти син. А потоа му рече на ученикот: ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде да живее при себе. За време на слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, Пресвета Богородица била со нив, така што и врз неа слегол Светиот Дух, при што и таа ги примила даровите на Светиот Дух. Потоа апостолите останале во Јерусалим уште 10 години и за тоа време Богородица живеела кај Свети Јован Богослов. Но кога Ирод ги започнал своите големи прогони над христијаните, апостолите со жребка решиле кој кај да оди и да го проповедаат Евангелието. На Светиот Јован заедно со Богородица тогаш се паднало да одат во Ефес, од каде што таа ги посетила и Свети Игнати Богоносец во Антиохија, Свети Лазар Воскреснатиот од нашиот Бог и Спасител Исус Христос, кој бил епископ тогаш на Кипар, и Света Гора, која што во таа прилика ја благословила. И по враќањето во Јерусалим Богородица живеела во домот на апостолот и евангелистот Јован Богослов и ги посетувала местата на кои за време на животот на нашиот Бог и Спасител се случувале важните настани, како што се, например, Голгота, Витлеем, Гециманија, Елионската гора, а и гробот на нашиот Бог и Спасител. Особено Пресветата Богородица често го посетувала гробот на својот син и го молила што побрку да ја земе кај себе. Наброгу нашиот Бог и Спасител Исус Христос и пратил вест дека скоро ќе дојде часот кога таа ќе се упокои. Истиот оној архангел Гаврил што ја соопштил благодатната вест дека ќе го роди Спасителот, сега ги кажал дека е дојдено времето кога таа ќе се пресели кај својот Бог и Спасител. И предал рајска палмова гранка како победа над животот, над смртта, со барање да ја носат пред одарот за време на погребението. Богородица не се исплашила од оваа вест, туку се израдувала што наскоро ќе биде со својот син.
му кажала на светиот Јован Богослов и му ја предала рајската гранка и започнала да се подготвува за напуштање на овој свет. Посакала да ги види сите апостоли кои поради прогоните од Тирот, но и поради своите обврски да го шират христијанството биле растурени по светот. Носени од некоја таинствена сила, се вели во преданието дека сите апостоли веднаш пристигнале, со исклучок на светиот Тома, кој бил многу далеко и во тој момент не можел да дојде. Во преданието се вели на 15-тиот ден од месецот, во 3-тиот час од денот, Богородица била легната во ковчегот, многу свеќи ја осветлувале просторијата, а апостолите пееле и го славеле Бог Господа и Бога Спасителот наш Исус Христос. Богородица ја го очекувала своето успение. Одеднаш се вели дека силна светлина ја исполнила просторијата, каде што се чул глас од небото и многу ангели кои почнале да пеат и да славословуваат. Во тој момент Богородица, гледајќи го ова, извикала: "Мојата душа го велича Господа и мојот дух се зарадува во Бога Спасителот мој. Отија погледна смиреноста на слугинката своја и ете од сега ќе му блажуваат сите родови, пошто без болки ја предала својата душа во рацете на нашиот Бог и Спасител." Тогаш ангелите го запеале поздравот од благовештение, пејки: "Радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените." Во тој момент апостолите виделе како со оваа песна ангелите заедно со сите светии ја носат душата на Богородица кон небото. Лицето ѝ светело како сонце, а од телото се ширел пријатен мирис од кој се излечиле многу болни. По собствена желба, Пресвета Богородица била погребана во Гециманската градина, каде што биле гробовите на нејзините родители Јоаким и Јана. За време на погребот, светиот апостол Јован ја носел рајската гранка пред погребната поворка, а апостолите го носеле телото на Богородица, а над нив се слушало пеењето на ангелите. Светол облак, се вели, ја завиткал поворката и непријателите не можеле да се приближат, иако постојано ја следеле и се обидувале поворката да ја растурат, а телото на Пресвета Богородица да го осквернат. Во еден момент, на едно место, малку се поткренал облакот и се видел ковчегот во кој лежела Пресвета Богородица. Тогаш еден од еврејските свештеници се затрчал кон него, го фатил со рацете за да го преврти. Во тој момент невидлив ангел со меч му ги отсекол рацете и дланките останале залепени на ковчегот. Свештеникот се покајал за тоа што сакал да го направи и заплакал, а апостол Петар му рекол да ги допре рацете до пречесните дланки. Кога тоа го направил, се случило чудо и рацете зараснале како никогаш да не биле пресечени. Сите ова што го виделе, се увериле дека нашиот Бог и Спасител навистина е Синот Божи и на тој ден многумина се крстиле и го примиле христијанството. Телото на Пресвета Богородица било положено во гробот на Гециманската градина и врз отворот бил поставен голем камен. 3 дена апостолите пееле псалми, а од воздухот се слушало пеењето на ангелите. 3-тиот ден по погребот пристигнал и апостол Тома, кој што многу жалел затоа што не присуствувал на погребот на Мајката Божја и побарал од апостолите да му го отворат гробот за да се поклони пред нејзиното тело. Апостолите му ја исполниле желбата, го отвориле гробот, но на општо изненадување телото не било внатре. Имено само некои погребни платна од кои се ширел пријатен мирис. Тогаш се јавила Пресвета Богородица и им соопштила дека на 3-тиот ден по погребот нашиот Бог и Спасител ја воскреснал, носејќи ја на небото. Кога се упокоила Богородица, според преданието се вели дека имало отприлика некаде околу, некој велат 63, други пак 72 години. Ова го нарекуваме успение на Пресвета Богородица заради тоа што според чудото што се десило и воскресението нејзино, она никогаш не умрела, туку само заспала. Нека нашиот Господ Бог по молитвите на воскреснатата Пресвета Владичица наша Богородица и на сите светии
ни дарува телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Оваа прилика сакам да ја искористам и да ве поканам утре сите вас на света божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што ќе се помолиме на Мајката Божја и на сите светии, нашиот Бог и Спасител, да не помилува и спаси. Уште еднаш нека е за многу години и од Бога благословено. Амин. Јас за неја уште болувам, љубов наша не преболувам, песна барам, утеха за се, што ја нема крај мене. Јас за неја уште болувам, љубов наша не преболувам, песна барам, утеха за се.
уште повеќе. Залудни се песни во овој час, нема срце утеха за нас. Сите велат време реши се, а јас сватам уште повеќе. Залудни се песни во овој час, нема срце утеха за нас. Сите пеат, а јас тагувам, немам кому да се радувам. Мене песна, мене весели, проклета е кој не раздели. Сите пеат, а јас тагувам, немам кому да се радувам. Мене песна, не ме весели, проклета е кој не раздели. Проклета е кој не раздели. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Pamtiš li libe Todoro Galave, pamtiš li libe Todoro, koga si bebme maleški Galave, koga se dvajca ljubevme, koga si bebme maleški Galave, koga se dvajca ljubevme. Koga si bebme malečki Galave, koga se dvajca ljubevne, Počićovo to gradiće Galave, pod jedno drvo masliće. Počićovo to gradiće Galave, pod jedno drvo masliće. Devojče tako visoko, devojče tako visoko, 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 visoko. Ne odi sitno pred mene, ne odi sitno pred mene, sad mene, pred mene, sad mene.
Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Исто така, Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. pesni za tebe pejam, mome Marije. Pare med naš glas vrti i pogledni me, pa da zapejam pesna radosna. Sal za tebe moja mare, pesna ljubovna. Zapejam pesna radosna, sal za tebe moja mare, pesna ljubovna. Za Marija srce gori, treta godina. Da li slušaš, lična Marije, za Marija. Srce gori, treta godina.
Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од 1 век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Večerva da vi zapeam radosta i tagata da ja opeam. Site što ste dojdeni ve pozdravuvam i so čaša krenata vina zdravuvam. Ajde se ga stanete site na noze, ritam od Makedonije
ti se tije crni oči, za kogo ti se tije medni usni, leno lenče, ajde kaži, nemoj srce da mi izgori. Leno lenče, ajde kaži, nemoj srce da mi izgori. Leno, leno lenče, mamino devojče, papina galenica, vidi mi svršenica, sve što sakaš lenče, tebe ke ti dadam, to si da mi ljubav, nagradi da te uspivam. Leno, leno lenče, mamino devojče, papina galenica, vidi mi svršenica, sve što sakaš lenče, tebe ke ti dadam, to si da ti mi ljubav, nagradi da te uspivam. Pod tvoj prozor ergeniti pejat, leno lenče izgor moj, samo jaske vidam tvoj. Leno lenče angel moj, samo jaske vidam tvoj. Leno, leno lenče, mamino devojče, papina galenica, vidi mi svršenica, sve što sakaš lenče, tebe ke ti dadam, to si da ti mi ljubav, nagradi da te uspivam. Leno, leno lenče, mamino devojče, papina galenica, vidi mi svršenica, sve što sakaš lenče, tebe ke ti dadam, to si da ti mi ljubav, nagradi da te uspivam. Leno, leno lenče, mamino devojče, papina galenica, vidi mi svršenica, sve što sakaš lenče, tebe ke ti dadam, to si da ti mi ljubav, nagradi da te uspivam. Svetla si zvezdom, što nema gepsa, golema i sjajna, greš srca dve. Preko mi se site razdelbi, kamen tugi posteli. Doma si je doma, priznavam, bez tebe me zaspivam. Preko mi se site razdelbi, kamen tugi posteli. Doma si je doma, priznavam, bez tebe me zaspivam. Site mugri, site zori, pak se tvoji, utro to dočekaš budno bez mene. Zajmio so denok da se vrati ljubov ta, pesna te i duša radosta. Site mugri, site zori, pak
se tvoji, utro dobro čekaš budno bez mene. Zajedno s odenom da se vrati ljubov ta, presnata ih duša radosta. Te poznavam. Ubava si pesno što ne spoji nas, nekogaš iz svega pa do večnosta. Zajedno po cela godina se nas sreća mirisa. Teška mi je jedna minuta bez tebe, ne minuta. Site mudri, site zori, pak se tvoji, utro dobro čekaš budno bez mene. Zajedno s odenom da se vrati ljubov ta, presnata ih duša radosta. Site mudri, site zori, pak se tvoji, utro dobro čekaš budno bez mene. Zajedno s odenom da se vrati ljubov ta, presnata ih duša radosta. Te poznavam. Site mudri, site zori, pak se tvoji, utro dobro čekaš budno bez mene. Zajedno s odenom da se vrati ljubov ta, besnata ih duša radosta. Site mudri, site zori, pak se tvoji, utro dobro čekaš budno bez mene. Zajedno s odenom da se vrati ljubov ta, besnata ih duša radosta. Te poznavam. Zajedno s odenom da se vrati ljubov ta, besnata ih duša radosta. Te poznavam. Dolgo vreme pomina otkako zamina, a ja slečam dušice, rana ljubovna. Pesma pejam od srce, samo za tebe. Vrati mi se dušice, vidi do mene. Dušo moja dušice, dušo moja i srce, vreme mine, mladost ludoke ni pomine. Dušo moja dušice, dušo moja i srce, ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe.
samo za tebe. Vrati mi se dušice, vidi do mene. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce, vreme mine, mladost ludo ke ni pomine. Dušo moja, dušice, dušo moja i srce, ogan gori, gori vo mene. Samo za tebe, dušo moja, dušice. Dušo moja i srce, vreme mine, mladost ludo ke ni pomine.